Земјоделците можат да аплицираат за користење финансиски средства во рамки на двата повика од ИПАРД-2 програмата, при што им стојат на располагање речиси 25 милиони евра. Токму можностите што ги нуди програмата беа презентирани на денешната работилница на тема користење на средства од инструментот за предпристапна помош на Европската Унија за рурален развој ИПАРД 2014-2020, која се одржа во Тетово. Од почетокот на декември веќе почна аплицирањето за добивање на средства по мерка 3, односно инвестиција во материјални средства за преработка на земјоделски и рибини производи, односно оваа мерка предвидува инвестиции во преработувачките капацитети за млеко и млечни производи, месо, производи од месо, вклучително живина и јајца. Потоа тука влегува преработка на овошје, зеленчук, житарици, кои што исто така поддржани се преработката на вино и оцет, млечни продукти и продукти од скроб, при што во оваа мерка 50%, односно половината од прифатливите трошоци се враќаат кај самите апликанти. За оваа мерка повикот е отворен до 29 јануари, а на располагање нашиот бизнис сектор, агросектор има на располагање 13 милиони евра. Се надевам дека паметно ќе ги искористиме сите овие средства. Исто така до 9 февруари сите земјоделски стопанства можат да аплицираат за мерката 1 инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства или популарно речено модернизација на нашите земјоделски стопанства. Во оваа мерка може да се градат или реконструираат објекти за добиточна храна, складишта за храна, оранжериски капацитети за ладење, калибрирање, пакување на земјоделски производи, машини и опрема за земјоделството, системите капка по капка. Меѓутоа, овде во овој повик не може да се аплицира за трактори, бидејќи сите средства предвидени во буџетот за ИПАРД-2 програмата веќе се дадене на користење во првиот повик. Вкупната финансиска поддршка во оваа мерка е скоро 12 милиони евра, што значи заедно во овие два повици нашиот агросектор има на располагање некаде скоро 25 милиони евра, кои што искрено сите кои што сме вклучени во овој процес очекуваме максимално да бидат искористени преку добри апликации, преку добри проекти, а сето тоа ќе значи и развој на целокупниот агросектор. Како во претходните повици и во овој повик ќе биде во служба на сите земјоделци кои сакаат да аплицираат, кои имаат проекти, деловни бизнис проекти, кои сакаат да аплицираат за што повеќе да го финансираат своето производство. Како што знаете, агенцијата секогаш им излегува во сусрет на земјоделците и во регион, како во цела Македонија, исто така и во регионот Тетово. Полошкиот регион има, а и мора да биде повеќе вклучен во овој повик, пошто има и можност има можности за такво нешто, да ги земе повеќе финансии од овој повик од ИПАРД. Во првиот повик на програмата ИПАРД-2 биле прифатени околу 940 проекти на земјоделците со вкупна вредност од околу 18 милиони евра, при што на корисниците веќе им биле вратени 1,4 милиони евра. Од движењето антикоцкање уште еднаш на пресконференција ги повторија нивните барања, кои, како што рекоа, несомнено треба да се земат во предвид во пресред на донесувањето на новиот закон за игри на среќа. Сите објекти на игри на среќа да се преместуваат 3 километри од сите населени места. Доделување на 5% од добивката од коцкање за поправка на јавни објекти и финансирање на здруженија и центри кои организираат активности за рехабилитација на зависниците од коцкање. Развивање на национална стратегија за образование
за социјална штета кој го предизвикува коцкањето. Истакна Џемал Абдиу од движењето Антикоцкање. На пресконференција го потсетија премиерот Зоран Заев дека ако не се земат во предвид нивните барања, младината уште повеќе ќе заглави во еден од најголемите пороци на денешницата, а одговорноста ќе лежи кај власта или поконкретно кај 120 пратеници кои треба да го гласаат законот. Овие барања се несомнени. Драги, премиерот Зоран Заев, до премиерот Зоран Заев, министерот за финансии Драган Тевдовски, заменик министерот за финансии Ширете Елези, сите политички партии кои го представуваат гласот на народот, особено членовите на одборот, Лилијана Кузмановска, Панчо Минов, Кети Смилеска, Јован Митрески, Диме Велковски, Аги Муртезанов, Панче Иванов, Горан Милевски, Реджаили Исмаили, Сурја Рашиди, Крсто Муковски, Драган Цуклев, Никола Мицевски, Васил Пишев, Владанка Авировиќ, Неџбедин Каремани и сите заменици членови во Комисијата за финансирање и буџет, да ги подсетиме дека законот треба да ги заштити интересите на оние кои ве доведува тука. Вината нема да го носи никој, освен вашите 120 гласови, ако законот е донесен на штета на народот. Ако донесете закон против општествениот интерес, тогаш ќе ве сметаме како најголеми коцкари кои се играт со својата политичка судбина. За секоја ескалација на ситуацијата одговорноста паѓа врз вас. Истакна Абдиу, барањата, како што посочи од движењето Антикоцкање, се дел од предлозите на новиот предлог закон за игри на среќа, кој треба да биде донесен овој месец. Посочија дека законот треба да обезбеди поголема контрола врз работата на кладилниците. Истиот треба да се почитува, а не како постојниот. Минатиот месец на градскиот плоштад во Тетово се одржа масовен протест поради масовната појава на казино и вложувалници во градот, кои, како што рекоа движењето Антикоцкање, не работаат законски. На протестот поддршка му дадоа представници од Тетовското архиерейско наместништво и Тетовското муфтиство. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи, која присуствуваше на протестот, истакна дека како општина според законските овластувања кои ги имаат, доволно направила за поголема контрола врз објектите, каде се приредуваат игри на среќа. Од движењето Антикоцкање тогаш најавија дека протестите ќе продолжат, се додека не се земат во предвид нивните барања при подготовката на новиот закон за игри на среќа. 30-годишен гостиварец е лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар поради сомнение дека е сторител на 20 тешки кражби. Полицијата при претрес реализиран со судска наредба вчера во објект на улица Јордан Јордановски во Гостивар, во кој времено престојувал гостиварецот, пронашла предмети кои потекнуваат од повеќе тешки кражби, уметнички слики, разновиден алат и други предмети, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 13 часот и 20 минути пак двајца непознати сторители извршиле разбојништво во Тобако маркет, лоциран на улица Димо Гавровски кара во Тетово. Тие физички го нападнале 27 годишниот продавач од Косово и од касата одзеле пари од дневниот промет. Извршени увити се работи на откривање на сторителите и расветлување на случајот. Во полицискиот билтен информација дека 32 годишен гостиварец вчера пријавил дека претходниот ден околу 18 часот од нивниот дом во непозната насока се оддалечила неговата 28 годишна сестра. Се преземаат мерки за нејзино пронаоѓање. Во декември минатата година на поширокото тетовско подрачје вкупно регистрирани се 84 сообраќајни несреќи, од кои 57 се случиле во населено место, а 27 на отворен пат. А во истиот период вкупно откриени се 1477 сообраќајни прекршоци, или просечно по 40 на дневно. Во случајните несреќи нема загинати лица.
Во 4 од нив 5 лица здобиле тешки, а 26 несреќи завршиле со лесни телесни повреди. Во најголем број од несреќите повредени се сопатници 17, возачи 14 и пешаци 10, додека во 54 несреќи била причинета само материјална штета. Најчести причини за несреќите и особено за оние со најтешки последици се непочитување на првенство, потоа неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, неправилно вршење на дејствие и слично. Карактеристично за минатомесечните сообраќајни несреќи е и тоа што во 129 учествувале патнички возила, додека 8 биле предизвикани од животни, а 13 биле излетувања од коловоз како резултат на неприлагодена брзина. На поширокото тетовско подрачје во декември од сообраќај биле исклучени 72 возила, најмногу за нивната техничка неисправност, како и 225 возачи. Од нив 97 не поседувале валидни возачки дозволи, 54 управувале под дејство на алкохол, 64 возачи почетници не се придржувале на законските ограничувања, предвидени за оваа категорија на учесници во сообраќајот, а 5 немале соодветна категорија. Во периодот за кој станува збор изготвени, односно издадени се 799 мандатни и 341 прекршочен платен налог. 339 возачи писмено се предупредени за прекршоците што ги направиле. На 134 времено им се одземени возачките дозволи, а на 34 сообраќајните дозволи. За непрописно, односно погрешно паркирање пак во декември, санкционирани и подигнати се 289 возила, најчесто во централното тетовско подрачје, велат од секторот за внатрешни работи Тетово. Очекувам дека ќе биде далеку подобро него што е сега. Мислам дека доколку се усвојат овие уставни измени, Македонија ќе оди напред. Ќе доживее и економски бум, и политички, и благосостојба на граѓаните. Па мислам дека во НАТО, доколку се усвојат за прво време ќе влеземе, и во Европска унија сигурно за до 25-та таму сигурно ќе влеземе. Ќе бидеме со Србија, со Албанија и со другите аспиранти. Тешко прашање, не знам. Веројатно ќе поминат, наметнато и... Јас не очекувам да влеземе во НАТО со 100 евра личен доход у НАТО, од балкон ке скокаме. Не, а очекувања ништо. Ништо, подобро да се останеме како што бевме. Македонија си е Македонија. Не сакам ни Северна Македонија, ни ништо. Првен сиромаштијата, па после НАТО. Дали ќе влеземе воопшто, тоа е прво знак прашање. Иначе убаво е да се влезе. Знам како се живее во Европска унија и затоа. Не верувам дека за кратко време тоа ќе се случи. Во секој случај ќе има прогрес на тоа поле и ќе треба повторно да бидеме трпеливи како и до сега. Сето турлитава ќе биде. А еве во НАТО кога во ЕВУ? Кога ќе влеземе? Никогаш. Ќе се растури до тогаш. И ЕВУ и друго што да очекувам. Ќе видиме, Господ на помош, ништо друго. Да, мислам дека ќе биде подобро. Јас лично, како пензионер, многу не очекувам, пошто нема кариерата ми завршила, меѓутоа за младите, за вас, мислам дека ќе имате добар просперитет, да останете тука во земјата, кај своите родители, да се гледате на старост. Тоа ќе биде најголемата благосостојба за нас, повозрастните луѓе. Времето денес беше облачно со врнежи од снег, а заради ниските температури имаше појава на голомразица. Утринските се движеа од -7 до -5, а дневните температури од -5 до -4 степени. И утре не очекува облачно време со врнежи од снег. Насекаде ќе се формира нова снежна покривка, на планините позначителна. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец.
Утринските температури ќе се движат од -10 до -7, а дневните од -6 до -4 степени.